досегашните вклучување на лице место навистина дадовме интересни совети за тоа како ние да внимаваме во однос на нашето здравје од тој аспект во летните денови или поточно кажано во текот на летниот одмор, но во ова вклучување ќе дадеме некои дополнителни совети за сите оние собственици на миленици и за сите оние собственици кои што ќе патуваат со нивните миленици. Што е на кое што најмногу треба да внимаваат, што треба да содржи патната аптека на самиот миленик и која е она потребна документација која што треба да ја понесат истите доколку патуваат со самите миленици. Ово утро ќе дознаеме нешто повеќе од мојот денешен гостин, господин Жарко, ветеринар со долгогодишно искуство. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам што е она кое што треба да го знаат најпрво собствениците кои патуваат со нивните миленици и што треба најпрво да направат во однос на здравјето на нивните миленици. Најпрвин подготовката за патување стартува со планирањето нормално и редовната вакцинација кај животните, кај кучињата и кај мачките мора да биде услов за да може воопшто да патува. И тоа навремена, бидејќи многу често на луѓето им текнува тек пред патување, а доколку закасниле со вакцинацијата против беснило, тогаш е веќе касно, бидејќи мора да има 21 ден пред патувањето. Што значи, ако е редовно вакцинирано, нема проблем. Али ако идеме одмор за одмор, тогаш можеме да се најдеме во таков проблем. И нормално, доколку се има тие вакцинации, односно вакцинацијата против беснило е уредно примена, тогаш треба сертификат за патување кој што се вади нормално 5 до 6 дена пред самото патување. Се разбира, треба биде обезбедено, меѓутоа тоа секој знае дали тамо каде што одиме го прифаќаат миленикот како гостин и останатото веќе не би било некаков проблем, значи што се однесува до административниот дел. Дали најмногу според вас се патува со мачките и кучињата и дали пак вие го препорачувате тоа? Да не се патува со други домашни миленици? Дури и овој првиот избор, значи мачки и кучиња, мачките не се баш среќни патувачи. Значи не е дека они уживаат у патувањето и у таа нова средина, така да не е премногу препорачливо, мада нормално, сосема изводливо. Кучињата далеку повише, нормално, бидејќи они се, каде што е собственикот, они се најсреќни со собственикот. Што се однесува до другите животни миленици помали, многу по-комплицирано е и организирањето на овој административен момент, а и, не знам, сега може се каже и радоста на самиот миленик да патува, што знам, може некој да патува и со гуштер, и со змија, и со птица, и со глодарите. Феретите се изузеток, они се исто заедно со кучињата и со мачките, врзани се и со вакцинациите, меѓутоа феретите не се премногу популарни кај нас и ги нема многу, така да нема ни многу патување со нив. На самиот почеток ја напоменавте задолжителната вакцинација, на што е она кое што треба да го содржи самата патна аптека на нашиот миленик. Еве за пример ќе ги земеме кучињата, бидејќи препорачавте дека они се највистинскиот избор за патување. Исто така на што треба да внимаваме, да обрнеме внимание додека трае самото патување во однос на здравјето на нашиот миленик. Така. Се разбира, значи патувањето треба биде организирано така да што помал се биде во топли летни сати, да кога е вруќини, да се подели и со одмори за самото животно, да му биде на некој начин полесно. Има и разлики кај самите кучиња. Некои патуваат и немаат проблем никаков. Некои се возбудени, вознемирени. Значи, навистина е тешко и они да се издржат, али тоа не е дека ние луѓето нормално се нервираме кога или кучето лае цело време или мјаука анксиозно е. Меѓутоа, многу е поголем стресот за нив. Они не го прават тоа од убавина, него заради нешто што доживуваат. Како ние можеме да помогнеме, тоа би било да некогаш со благи седативи може да се иде за да се смират, меѓутоа кај нас и нема нешто што некои лекарства кои што се специјално за кучиња, кои што би се користеле, бидејќи сме мал пазар, нема никој интерес да ги донесе. Така да останува се на организирање на
прва работа што е исхраната, значи да не се хранат, да биде празен стомакот, вода да се хидрираат, али нормално да не се претерува, да се прават паузи по патот и да не се иде во баш екстремно жешки денови кога е силно, кога е вруќина бидејќи кучињата. Се високи температури. Да. Сакав да напоменеме и нешто околу тоа, односно колку е опасно оставање на самиот миленик во жешко возило при тие високи температури. Изузетно опасно, бидејќи никој од нас го нема тоа искуство и као, ајде, ако го оставиме животното унутра, 5 минути, 10 минути, значи човек треба да се обиде да одседи 10 минути во едно возило за да се најде во кожата на миленикот кој што го остава унутра, така да тоа е никако отворив џамче или било што, не, тоа се температури кои што пренадминуваат 50 па дури и 60 степени кога е возилото на сонце и тука да речеме, че и минути може да значат живот или смрт. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто за потребната документација која што треба да ја понесеме со себе доколку патуваме со нашиот миленик и како оди самата постапка за вадење на пасош за нашиот миленик. Па, значи, за да извадиме пасош, тоа беше на почетокот, мора да има валидна вакцина против беснилост. Збориме за кучињата, мачките и феретите. Значи, валидната вакцина значи да нема поминато повише од година дена од вакцината и да има поминато повише од 21 ден од апликацијата на вакцината. Освен доколку се надоврзува на претходната, тогаш не е проблем. Втората работа е кај својот ветеринар, значи секој собственик треба да отиде заедно со животното, каде што ќе се поднесе, односно ќе се тргне со процедурата на вадење. Самиот сертификат го издава Агенција за храна и ветеринарство, односно ветеринарната инспекција. И тој сертификат се вади непосредно пред патување и е за секое патување посебно. Таа процедура не е нити нешто долга, 4 до 5 дена пред патувањето. И на тој начин, значи, ден пред патување се добива тој сертификат за патување и у тој случај слободно е патувањето. Ви благодарам многу за сите овие совети и за сите корисни информации. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации и утринава беа од корист за сите собственици на милениците и се разбира за сите собственици кои што ќе патуваат со истите.